Секој може да дојде да ги види убавините на државата. Па тие со потерница смеат да влезат, па овој ќе проповедал, па шо? Халими е познат уште од 2011, кога од страна на американските безбедносни служби беше поврзуван со Ал-Каеда. Они на англиски изгледа се најавиле, па не разбрал овој Бојан. Кој ќе дојде? Немам друго објаснување. Не е смешно трагедија. Ова е страшно. Се каже премиерот, ние сме слободна земја, секој може да дојде да ги види убавините на државата. Па тие со потерница смеат да влезат, па овој ќе проповедал, па шо? И затоа луѓето си идат, еве као на аджилак доаѓаат кај нас тоа. Тие со потерница. Страшно. Ова е сериозен проблем и преска разговарав со еден човек кој што се разбира од службите и така натаму. Ми вели целосно се колабирани, вели извештаите кои што ги даваат од она што го читаат јавно достапно у медиуми, дека нема никакви соработници, нема никакви средства, не се одвоени. Сад дали е тоа од немарност, дали е тоа од негрижа, се оди целосно се девалвира работата на службите. Уште пострашно е што Бојан има работено на оваа линија. Линија на работа на Бојан му е исламски радикализам и екстремизам. На него му поминува исламски радикал, проповедник, регрутатор. Тука зборев моја емисија дека вице-премиерот на владата, Изет Меджити, е тесно поврзан со овие структури.